Оно што треба да го најавиме и првото линковско вклучување во утринската програма, кое што го напоменав пред информативниот блок. Првата детска амбасада Меѓаши низа активности во текот на годината, работат со полна паре, а со почетокот на учебната година започна и проектот за мировно образование. Веќе треба да ја видиме колешката Јасмина Никова со директното вклучување. И јас ја гледам набрзо и ќе ја слушнеме. Добро утро, Јасмина, имаме многу информации за нашите гледачи ова утро. Токму така, Кристина, добро утро и од нас. Добро утро и од нас, од градскиот парк во Скопје. Токму така, како што рече, ќе зборуваме на интересна, на актуелна тема која што не засега сите нас. За жал, и во Македонија постојат голем број примери за вербално и за физичко насилство помеѓу децата, и тоа не е случај само со дел од ранливите групи, туку тоа се случува и кај останатите деца. А дека сите деца имаат исти права за кои сите ние би требало да се бориме, не потсетуваат од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Токму на таа тема ќе зборуваме и денеска. Моја соговорничка е Ана Битолјано од програмата за мировно образование. Ана, добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Како што рековме, ова е тема која што не засега сите нас, не само децата, туку и родителите, наставниот кадар, сите оние кои што на некаков начин можеме да им помогнеме на децата со цел да се намали токму тоа насилство помеѓу нив, без разлика дали се работи за вербално или за физичко насилство. Во теке и кампањата за која што денеска би сакала да зборуваме. Токму така. Насилството помеѓу децата е во некоја нагорна линија, како и формите на насилство кои што се појавуваат. И поради акутноста на проблемот, решивме здружено со зголемени сили да се обидеме да делуваме во тој правец. Врсничкото насилство е нешто што може да се случи на секое дете, без оглед, е често оно што возрастните и општествениот контекст треба да возможи на кои начини децата ќе ги подучуваме да се справуваат со конфликтите и со насилните однесувања во секојдневното живење. При тоа не само на оние кои што се бават со деца, тоа е генерално отсликување на општеството во кое што живееме, па би требало да ги тангира и да бидат инволвирани сите категории, сите групи луѓе. Сега, како што рековме, од пред неколку дена започнавте со кампања која што се одвива низ целата држава. Ве молам малце повеќе детали околу тоа. Кампањата ја започнавме на символичен ден, на 21 септември, Светскиот ден на мирот. Секоја година го обележуваме. Би сакале да влезе во јавниот говор, во јавниот простор, да се потсетуваме што значи мир и што се можеме да правиме за да живееме во мир, да не биде само просто отсутство на војна и војни конфликти. И со таа намена оваа година е посветена на врсничкото насилство. Како што спомнав, акутен проблем според реакциите на наставниците, меѓутоа и според снимките кои што искачаат, е нешто што е исклучително жешко. Започнавме минатиот петок, планираме за разлика од другите кампањи кои што вообичаено трајат околу месец дена, ова да биде цела учебна година посветена на борба против врсничкото насилство, и ги повикавме сите училишта на ниво на Република Македонија да се вклучат. Дел од училиштата имаат активности кои што веќе ги спроведуваат, значи веќе се бават со оваа проблематика, а оние кои што допрва почнуваат се инспирираат и се поттикнуваат на делување од другите. Самите активности варираат. Во петокот имавме марш на мирот во Велес, во Гостивар имавме дискусии со деца цела недела на тема вербално насилство под мотото "Изборовите повредуваат", што тоа впрочем значи и како можеме со тоа да се носиме. Имавме низа ликовни активности, имавме литературни пишувања, најразлични активности од самите училишта. Оно што е важно е училиштата да препознаат која форма на насилство им е најзастапена и со неја да се справуваат. При тоа би дополнила дека не само физичкото и вербалното, тука се и сајбер насилството со употребата и злоупотребата на технологиите, а тука е и можеби насилството врсничкото насилство кое што најмалце се препознава, тоа е исклучување на децата или ширење невистини за нив, на некој начин изолирање на одредени деца кои што потоа губат мрежата на пријатели и се наоѓаат во исклучително тешка состојба која што не се препознава. По ова што го слушаме, еве заклучуваме дека и вашата работа не е лесна. Значи, сите вие треба да ги координирате сите овие училишта, наставниот кадар, но и децата. Дали и колку е тоа едноставно во ова денешно време на живење во нашава држава? Ние сме на некој начин повеќе во форма на поттикнување на некој кој што овозможува вмрежување.
некој кој што место каде што би можеле сите овие активности да се слеат и да бидат на известен начин јавно покриени. Од друга страна, поголемо е задоволството од тоа што има голем број на активности, што луѓето се јавуваат, самите училишта се приклучуваат, него сите овие проблеми во смисла на физичка географска раздвоеност, особено тоа со технологиите, не е сега многу проблематично. Меѓутоа, важно е да освестиме дека е проблемот преголем за да се надминува индивидуално и да се надминува во некои мали училишни контексти, дека треба да му придеме од што повеќе аспекти и што поголем број на луѓе и групи да се бават од тие аспекти, од таа позиција со проблемот на насилство. За бројки во моментов нема да зборуваме, но би посочиле неколку примери. Излагуваат во јавноста, медиумите ги пренесуваат. Веројатно сето тоа е забележано и кај вас? Да, дел од информациите ги добиваме директно од училиштата или од децата, или од јавувањата различни дојави, меѓутоа исто така и од медиумите кои што бараат да коментираме одредени случувања. Предпоставуваме, односно без оглед што не постојат релевантни податоци, во моментот дека бројката е исклучително голема и дека воедно овозможува злоупотребата на технологиите во функција на снимање на истите случувања, овозможува на некој начин да се тргне превезот, да се тргне завесата, па да бидеме принудени да видиме, бидејќи на известен начин општествено се правиме и го оставаме тоа во сферата на закачање помеѓу децата на нешто што не е многу важно, доколку на некој лично не му се случува и така натаму. Така што би рекла дека е крајно време да се обидеме да направиме стратегии кои што ќе функционираат. Тој тип на интеракции помеѓу децата ќе постојат, меѓутоа да ги поттикнуваме жртвите да можат да пријават и да бидат сигурни дека ќе добијат заштита, да немаат чувство дека се препуштени сами на себе, а за децата кои што се сведоци исто така да помогнат, да кажат на возрастен, да дадат поддршка, да укажат солидарност на другарот, другарката. Да. Планирате во догледно време да изготвите извештај, веројатно, поттикнати од она што го осознавате на терен? Во план е истражување на ниво на Македонија да видиме дали можеме да добиеме податоци во бројки, некакво нешто што понатаму би можеле да градиме стратегии. Секој од училиштата би сакале индивидуално да придат да видат што се случува во самите училишта и да реагираат во своите микросредини. На последниот состанок на подготовките за обележување на Денот на мирот, една од идеите е и за воспоставување на протоколи за справување со врсничкото насилство. Во моментов училиштата се индивидуално го решаваат. Ги изготвуваат и се однесуваат, односно ги применуваат протоколите кои што се нивни индивидуално. Така, за крајот, дали би можеле да ги повикаме и оние кои во моментов можеби не гледаат, оние училишта кои се уште не се пријавени да се вклучат во кампањата, на кој начин ќе може да го направат тоа? Да. Постојано повикуваме, идејата ни е да ја шириме и кампањата и да шириме работењето на оваа проблематика. Нека ни се обратат на телефон или адреса од имейл адреса од мировно образование, програмата за мировно образование во првата детска амбасада. Меѓутоа, исто така и на социјалните мрежи може да пратат кои се училишта се јавуваат, што се работи, да дадат свој придонес, да обележат на било кој начин да помогнат во справување со овој проблем. И како што пред малку рековте, учениците кои се сведоци на еден таков немил настан, освен што ќе снимаат, да изреагираат навреме, да им помогнат на своите соученици, а не само да гледаат. Децата кои што снимаат на известен начин пројавуваат насилно однесување веќе, така да со нив треба да се работи како и со другите деца кои што се со директно насилно однесување, на соочување дека е тоа насилство и дека тој тип на однесување има своји последици и впрочем да увидат што им се дешава на децата кои што се жртви. Пред се, децата кои што наблюдуваат, кога кажуваме, се оние кои што од одредени причини не реагираат. Или се исто така заплашени, или сметаат дека не треба да се мешаат, или на известен начин мислат дека е тоа нормално. Општествено ние се навикнуваме за жал на страшни и различни видови насилство кои ги нормализираме и сметаме дека на нив не треба да се реагира. Токму затоа, бидејќи е време да се направи нешто конкретно од сите нас, затоа и го водевме меѓу другото и овој разговор. Ана, благодарам за учеството во нашата утринска програма. Се враќаме во студиото. Кристина, дали се слушаме?
Да, Јасмина, се слушаме. Благодарам за информациите, благодарам за вклучувањето во Македонија наутро и разговорот со Ана Битолјано. Секако нашата соработка со Меѓаши продолжува и понатаму, со сето оно што ќе биде ново и актуелно како проект од нив, ние ќе го промовираме во утринската програма. Во продолжение музичка numera, веднаш потоа ново гостување.